хиерархиски најголемата одговорност за да дојде до ваква тешка катастрофа. Кај носителите на јавна функција. Значи владата, кога се прави влада, имаме премиер, премиерот делегира, овластува министри, тие треба да работат со одделни ресори, така ли? Во конкретниот случај министерот за економија работи со еден огромен ресор кој што е надлежен буквално за многу работи, така ли? Меѓу другото, еве и за овие угостителски објекти, односно за издавање на лиценци, дозволи и така натаму. Тука се и концесиите за минерални суровини. Ние ги укажавме овие ризици од корупција затоа што доаѓа, пак кажам неколку пати веќе, нели во периодов сум го спомнала тој момент. Меѓутоа секогаш кога приватниот и јавниот сектор доаѓаат до заедничка допирна точка, ризиците од корупција стануваат многу високи. И затоа што кажува колегата е неопходна дигитализација. Ние пред 5 години кажавме дека е неопходно да се направи еден регистар за концесии за минерални суровини, уште немаат избрано кој да го прави софтверот. 5 години. Како ќе ја спроведеме ние таа дигитализација? Како ќе чекориме напред? Зошто? Зашто треба да биде, чекај, кој да биде, како да биде. Знаете ли вие, наместо да имаме дигитализирано општество, колку многу софтвери има по одделни институции кои што може да бидат интегрирани, а не се. Да тргнеме од оној дел за интероперабилноста што беше за предметите во правосудниот сектор. Значи, уште 2019 година, од претходно почнал процесот, еве сега ќе се знае, кај се предметите, никој не може да ги види кај се. Значи, недостасува, неопходна е дигитализација. Министерот треба да знае, во мојот двор ги имам тие и тие објекти, градоначалникот го внел во решение, во неговиот регистар, како може градоначалникот да не знае каква е таа дискотека? Да не летам локалната самоуправа има обврска, инспекцијските надзори и се што ќе се случи да го извести Министерството на економија. И Министерството и градоначалникот. Добро, дали е возможно сите да ми желе и никој да не гледа, слепи при очи, ова се вика по старо, слепи при очи. Значи ние едноставно некој друг треба да го реши. Ние секогаш легнуваме на тоа уво. Некој друг треба да го реши. Реши го тоа што е до тебе тука, тоа е битно.